ја пуштивме првата канцеларија за превенција во безбедноста на Советот на општина Газиваба во населеното место Стајковци. Ова ќе биде канцеларија каде што ќе можат директно граѓаните да ги пријават сите можни злоупотреби во делот на малолетничката деликвенција, тепачките, нарушувањето на јавниот ред и мир со еден збор. Ќе можат директно заедно во ова просторија овде, заедно со полициските службеници, со општествените одговорни луѓе во општината Газиваба, кои што се сите членови на Советот за превенција, со цел истите тие да ги навреме превенираме, спречиме и да не се можни нивни злоупотреби во делот на политичка, верска или етничка било каква припадност. Исто така најавувам дека покрај ова канцеларија ќе отвориме уште една во населеното место Сингалиш, од причина што во изминатиот период на релацијата од последната 45-ка до Стајковци па и до Црешово беа увидени дека постојат тепачки помеѓу младите генерации. Исто така беа повеќе увидени дека на ова подреше им треба поблиску да биде полицијата до граѓаните. Исто така за да можат навремено тоа да го најават, да разговараат, да го превенираат, и отворивме ова канцеларија со цел да ја подобриме и безбедноста на граѓаните и да бидеме што поблиску до нив. Се надеваме дека навистина сме го избрали правото место и на овој практичен начин овозможуваме да секој граѓанин во своето слободно време или во било кое време може било кој настан да го пријави за да не оди до полициска станица во автокоманда. Навистина ми представува особено чест и задоволство што вечерва сме овде во Стајковци. Министерството за внатрешни работи започна еден проект кој се нарече МВР за граѓаните. Се со цел да се доближиме до граѓаните на Република Македонија, да ја обновиме таа врска или алка, што е исклучително важна за да имаме навистина безбеден град и безбедна држава. Меѓутоа, најважното нешто во безбедноста е превенција. Превенцијата која што ќе допринесе да јакне свеста кај граѓаните за тоа дека треба да бидеме партнери заедно со македонската полиција, да ја јакнеме довербата во македонската полиција, која што мора да признаеме дека години наназад беше нарушена, да јакне чувството на припадност кон сопствената општина, кон сопствениот град и кон сопствената држава. Овде сакам да изразам искрена благодарност на општината и на градоначалникот Борис Георгиевски, што ни овозможи да добиеме простори се со цел да ја сместиме оваа канцеларија за превенција, во која што ќе работи Советот за превенција на Газибаба, нашите колеги од полицијата, да се заблагодарам на ОПСЕ кој што е партнер во целиот овој проект. И навистина ова ќе биде капче во кое што граѓаните ќе можат да доаѓат, да се информираат за одредени своји потреби кои што ги имаат, да даваат предлози и идеи како заедно со полицијата да ги заштитиме нашите домови, нашите населби, нашиот град, нашата Република Македонија и да покажеме дека заедно можеме многу повеќе, едноставно дека заедно можеме се. Посакувам ваквите простори, ваквите проекти да не се множат не само во Скопје, туку и во Република Македонија. Пресреќен со овие денови што Република Македонија скоро секојдневно презентира позитивни проекти за тоа како треба да се гради Република Македонија, во која што допринесуваат сите заедно. Од претседателот на владата Заев, министрите, градоначалниците, а најмногу граѓаните. Денеска во Стајковци добија граѓаните на Стајковци, граѓаните на Република Македонија, и во тоа име ви честитам на можноста да после година и нешто од катастрофата што се случи во Стајковци, можеме да имаме обновена оваа зграда, да го вратиме духот, да ја вратиме надежта кај граѓаните и да продолжиме со засилено темпо заедно со македонската полиција. Честитам и посакувам многу успеси во иднина.